Здраво живо, поздрав од ресторан Куманово Аура Спа. Продолжуваме со серијал емисија за Куманово. Оваа емисија трае преку 6 години у континуитет и мислам дека на ваше задоволство гледате го емисију, а ми покушаваме да доведеме што порелевантни гости да кажуваат од сите сфери на животот у Куманово, без разлика дали е спортист, дали е доктор, дали е професор, дали е водовоđија, обичен човек. Сваки има прилику да каже што мисли у овој емисија за Куманово од негово гледна точка како гледа наш град. Обичаено на почеток да ги поздравиме наши подржувачи на емисију. Тоа е туристичка организација Златибор. Не треба да се кажува многу, сек на Златибор има снег, идеално место да се отиде да се пошета, да се одмори душа и право задоволство да се посети овај туристичка атракција. Спонзор број 2, чувени препарати на светскога фитотерапеута Милета Мануеловиќ. Знаете за njega, човек лечи многу вид на болести, па чак и најтешки. Има извареден начин на приступ на лечење, тој сте го чули многу пати во емисију. А од овој емисију имамо и нови подржувачи на овој серијал емисија за Куманово. Тоа е пекара Фреш, Дорито и Тепик Перфекта. Нема што да кажу за овие три компании, они се познати у Куманово, докажани у своја област на работа и надамо се дека ќе ги конзумирате препарати и на конзументи на Фреш и на Дорито, а свакако препорачувам да ги исперете и тепици у Перфекта Тепик и нема да зажалите. Postoji mesto gde se tradicija čuva. Ovde svi mirisi, ukusi i slike podsjećaju na davna vremena iz priča naših roditelja. To je mesto na kome se budućnost stvara pred našim očima, ne prestaje da niče i da se menja. Mesto koje ide u korak sa vremenom, dok priroda ostaje netaknuta, čuvajući one vrednosti koje ga čine posebnim. To je mesto gde telo i postižu harmoniju, gde možete da se posvetite sebi i nađete unutrašnji mir. A svaki pedalj puta vodi do novih doživljaja i avantura. Ovde svako može da nađe svoj kutak, bez obzira da li je to urbana svakodnevica ili pogled na nepregledno zelenilo, šume, pašnjake i netaknutu prirodu koja zove na istraživanje. Ovo je mesto susreta generacija, gde se stare uspomene obnavljaju, a nove stvaraju. Na kojoj god da ste strani, uvek ćete biti na korak od onoga što vam treba. I još bliže onima koje volite, okupljeni u zajedničkim trenucima koji se pamte zauvek. Dobrodošli na mesto na kome se stvaraju nove uspomene. Dobrodošli na Zlatibor. Tradicija u srcu, budućnost u svakom koraku. Толку за вие наши подржувачи на емисију, а сега да се сконцентрираме на нашиот госта. Наши ваш гост денеска е Мики Стојчевски, познат кумановски фудбалер од прошлост. Мики, здраво живо, прво да ти честитам нову годину и Божич и да ти посакам све најбоље. Фала, поздрав до гледачите на Куманово. Нека е среќна нова година, 2026, на сите пријатели и непријатели тоа. Да. Ајде да те прашам прво, како си ги проведе новогодишни празници? За нову годину кој беше? Нову годину беше до Свети Николе, братучеди мои тамо, собрамо се некои,
што и сваку годину исто друштво ни е, брат учеди, и Убаво, весело Така е, атмосфера. убаво, весело. Видиш се, некој дознае ово, дознае оно, искаже се нешто, пројде вечер и Тако е. тоа е така. Сега увод како и за сви па и за вас, да за нашу публику кумановску да не кажете Мики Стојчевски кој е роден. Ја у Куманово работеше у Кожару, заposlен 86 година. Вика, куде сте родени, викам? Роден сум во Свети Николе. 63 година, Добро. Свети Николе, али многу мал, не ни памту кад сам ме донели у Куманово. Да. Добро, еве на почеток да ги покажеме слики од твои родители. Побој е било да ни кажеш твои татко и мајка што се работале они. Еве га, татко и мајка. Прво и како се вика они? Татко ми Сречко се вика, мајка ми Нада, работничка класа. И тоа, имам две сестри постари и јас сум трет, најмал. Татко ви у Куманово е работаја, така Татко ми работае у Куманово, крзнара Илинден, чувена стара крзнара, крзнара Илинден, доле табакана, што го вика оваа табакана. Таму е била крзнара. И по нима е останалото име табакана и до ден денес. А мајка? Мајка е била вработена у медицински центар. Ево, дека сте на слику. Ово се сликани негде, веројатно, Ово е сликано, ја мислов негде у Проевце доле. дека у бању, да. Ово су две сестре постари и ја. Како се вика они? Сестра ми постара се вика Роза, друга сестра Лепа и ја. Они сестрите у Куманово ли У живи? Куманово се сви, да. Сви се у Куманово, да. Кад сте дошли у Куманово, Мики 63 годину, или 64-то, не е битно. Да. Где сте живеали, у кој дел на град на Куманово? Многу мал кад сам доше, кад сам ме довеле, од Свети Николе там сам роден. Колко сам имаја, можда 2 години, година, 2. Не ни памту, што и да ти објасну. Диво населје. А горе од Дивона. Диво населје, улица Абдула Прешева. Татко ми имае куќу, они су тројца браќа и сестра една. Тај еден брат ги, од тие тројца, тај среден у Скопје бија, овој најстар, заедно сум имале су куќу тамо направено у Диво населје, али куде нас братска работа и на време татко ми купи друго место горе. Сак сам на Васил Драгомански од Соколану погоре и с дедо ми почнав другу куќу и до ден денеска смо А таму. колку време сте живеале у Диво населје? Не е имало ни 5 години, 4-5 години. Значи Тоа е 67, убрзо. 8 се. Тоа е убрзо. Малецак не се ни сеќам ја Малецак. Почнале смо вам куќу и татко ми, така е. Сега сте дошли куде Васил Драгомански, пошто ga ти памтиш детство, тој кад си живее, тој имало пуно деца, играле сте се надвор. Деца, слушај, тај генерација имало е пуно. Улице како улице не е како сега било, тоа е било постар период, стари улице не су биле асфалтирани. Али само смо користиле прилику куде може да се намести в голчиња и да играмо фудбал. Да, и да објаснимо Малецак, дека така нели од не е Малецак. мало стативе, тој на каменчики ставиш. Каменчики ставиш, каменчики одбележиш. Исто и у школу. У школу ќе појдемо добро, так Малецак, после поголем. У школу не имало стативе. Еве, браќа сак што има сала, овој, играле смо на земју. Али Да. ташње што ги носимо ташње за у школу, ставиш на едну страну, ташње на другу и И тој ти е гол. тоа е статива, гол. Сега, кои су ти биле комшије туе кад си раснае како дете? Да издвоимо некои луѓе. Па тој куде сек што седо, сега има сервис Аврамовски, автомеханичар. Аврамовски. Чувена фамилија Аврамовски, Свето Аврамовски. Свето Аврамовски, Легенда кумановска. негов дедо по спорт е бил во Куманово број 1 за организации за тие работи, он и професор бил по физичка. Да, многу спремен човек е бил.
Он, друг кој може да од Карши него била Радио Тумба. Да. Тој мисли дека Карши седеја и мене- по Парсови седеја. По Парсови седи тој Карши. Добро. Да, по Петар по Парсови, Оливер брат. Раде покоен татко негов. Други кои можам да одвојам, Новица Трендафиловски, Се гимнастичар. чувени гимнастичар. Карши, Да. Он е Карши вас. Карши мене, одма, да. Да. И вижте тој Борче како тука деца. што седи Борче, што има сега гарден што му е доле, базен што има, А Борче Лазаревски. Лазаревски Борче, Карши мене е бил и он. И тие. И како сте играле топку тие? Така не е имало асфалт него земја. Земја не е ни било ни рамно, али мало место се одвои, да кажем, од на мали голчики. С кого си играе фудбал највише? Играле смо с Раде е бил добар на Попарсова, на Петра, татко. А, добре бе. Он е играл, он е од тој, колко се Он од сеќам, Велешко некој село. Велешко, Богомила. Така е, да. Богомила, од таму се они и он е бил добар и смо играле. Петар е играл по Парсов и брат му Оливер. Што и ден сте си играле и највише. до денеска смо мислу и пријатели и комшија и све. И оно што е интересантно, увек сте си играле надвор каде било снег. Тога имало пуно снег време. Не е Пуно едино можда да сведочив дека многу е те период имало 70 години снег. снег Што е истина. порано и мало колку се сеќам и помал. Ја снег е имало, зима кога ќе дојде, снег ако не падне не е зима. И Да. мало и снег и поголе повише. Да. И по 30-40 сантима снег е имало порано. И тоа може да одвоиме. Само едино што ти викам само за фудбал може да не одвои време, едино да заврне киша да не можеш да играш. Само киша да те заустави. Али е интересантно како дали како дете уште од малеце те е привлекувало фудбал? Фудбал више ме е влекло фудбал, ќе ти кажу после веќе у основну школу од пето деление тој почнеш нели за школа имало е порано меѓу школи и Како е, рукомет. меѓу направари имало, И да. рукомет и фудбал имало е, и кошарка имало. Од пето деление професор ми е бил Димитар Прочуен по физичко, си го познава. Е, сега во прилика ќе ти искористам, Мики, да те питам, за Димитара нема кој не е кажа најбави зборови, али сакаја би да чуви твое лично мишљење Димитар како педагог, како врван познавач на спорт, по што го памтиш ти? Димитра прво го памту, професор што ни е бил у мали мои години, прво како човек, бие човек, педагог. Да продолжимо, педагог е бие, врхунски педагог е бие Димитар. И спортски е живее до, еве и до денес кога виду иде, прошета, иде, мора да направи некој круг да прошета и никако не застануе. И до 83 години, али активен е професор. Од пето деление и фудбал, и рукомет, и кошарку за фудбал, играле смо за школу. Соколана, прочуена Соколана, у тој време било е асфалт, сега е многу е добро направено, сега е тој стаза тартан, онај што е мека. Да. Само што штета што не го употребuje никој да го користи игралиште да го игра, заградено све, и топка да не ти бега и све. Нема никој да игра. У основну школу, прво, чекай да го покажем овој слику. Ово е колку години си мајавлек? Па тоа е 8 кога сум завршија. Да. Да. Виж, 8 стилно облачање. 8 деление, да. Препознатлив. 8 деление, така. Кога смо завршиле, тоа е пола матуранти, како ги вика со тоа. А како дете ишли сте у Соколану доле? Јас сум израснај у Соколан. Соколанска мала, тоа е од парк, што го викамо Стар парк. Нагоре, тоа е Соколанска мала. Тој не е имало ми помали да дојдемо да играмо фудбал, да закажемо со некоја, не е имало место и време да се договориш да играш. Ќе најдемо место у Соколану, ќе играмо. Друг ден дојдев, постари зафатиле. Па ќе идемо пешки у Домјана, така е било. Игралиште позади Чик, фабрика што е. Да, тоа е далеко, али идете пешки. Ама отидемо таму и там зафатен. Па се вратимо у гимназију имало. Они се тие биле три. Не имало други После игралишта. наприва школа техничко, наприва и у техничко,
али ми како помали направиш 2 круга, прошеташ до Домјана и до гимназију, све зафатено и ондан проша. Не можеш да играш. Еве, у Соколану у тој време кои што играле фудбал? Тие луѓе? Играле се овие постари како ти. Соколанска мала, Ристич на чело фудбал што играе, Јон Ристич. Они што Ристич играле. овие, тој Жике и он после се помена, он некој од Чичу Зет ми беше. Жике Германец. Германец Жике, што ли си игра со и у негово час и Да, турнири имаше. Брат му Дробац, Моме. Добро, Моме е тој едну-две години постар од мене, али има овие постари што се играле тој ретко да најдемо место и да играмо. Не. Еве се ќе почнемо по редослед, ово е кога си бие у основна школа и дека се запишани свите интересантна работа. Тој се подпишувале у тој време. Еве го слик. Ти Мики ќе ни кажеш дека Тега, ово е тој- основна школа која е браќа. Тој е браќа. Ајде кажи ги школски другари. Димитар ни е сликан. Тој школски другари, тој има Оливер, Оливер Мега. Мега што е газда сега, Крсто, Жмара, Саше, Томич. Томи сега, директор Директор што на е Чистоќу. на Чистоќу. Миќо, Емилија учила с мене на Страшета, ќерка, професор Страше и тренер. Едно време у 7 одделение он ме одведе да тренирам и фудбал. Он беше тренер на подмладак на Куманово. Дека пишува некој Слаѓан. Сладјан, Зоки, Зоран, Да. Убавка пишува позади на слику. Убавка има тие, овдек су многу мали. Јасмина. Да. Емилија, Јасмина, имало е. Синиша, Перица, Еве га Димитар, он ли ти бие класен? Боровац ми била класна, а тој некоја слика со снега смо. Да, еве го чувена Елена Боровац, мислам дека се викаше. Елена Боровац, Кој слика по да. француски. Елена Боровац, она е не е Елена Боровац, овој смо биле до четврто, овој е Душка професор, ово учителка. Учителка Душка. Учителка добро. Душка, овој смо многу мали. Кажи некој збори за учителка Душка, еве. Учителка Душка, еве и денеска со синови негови, Моме и овој друг за брига како му имеше. И денеска смо пријатели. Муж, она е била Душка, а муж е бил делегат по фудбалски утакмици Душко. Аха. Душко. У тоа време покојен и он сега и она, али добро, тоа се многу Учителка многу- Душка е била педагог за респект. Да, за респект педагог до четврто деление она не учила. Така е било до четврто, сега е до пето деление. Авторитет. Душка е била у тој време и една комшика, добра само не блиско до мене горе, Рада се викаше, они беа многу блиски учителки и многу су биле Памтиш ли пријатели. некој од овие другари дека од прво до четврто кои су биле с тебе? Како не памту тие су све биле тие? Тега е, ево дека у ред Кенеди, Кене едно време, што Добро. погина и он с тамо с мотор ли беше с Кене е бил тој, па ја, па Зоран, Гуто, Мирослав, близнаци Ненат и Предраг Добро. на площад што седи. Крсто исто учи, Оливер, исто смо биле би од Ви сте тој клас смо биле од прво деление па нагоре. До 8 док смо завршиле. После 8 сваки иде на своја страна. И се кој да го прикажеме овој или овој е иста, така ли? Ово е исто, еве, ово е Иста слика со овој. рукометна екипа, ово е рукомет што смо играле, тоа некако Е, после. ово е, еве. Ете го Елена Боровец, али ово е, ако има позади нешто мало, тоа е, мислу дека е било некој задњо веќе, овдека може да се препознае. Ај кажи ги поред ако знаеш. Може да се препознае. Овдека е Зоран Гуто. Гуто. Горан у милиција работеше. Оливер Тега Мега, Даце, Поп, Гаше, исто у Мегу работеше кој да. Аце беше како архитект у Евгенију работеше, а сега е покојан. Аце.
Саше, вика смо го тој време чукаре, Зоки, Бетка, у полицију там работеше на изводи, Лида, една шетка жена, Гоца Спиридоновска, Виолета, Раце отиде негде војну школу заврши, официр бидна. Имаше контакт со неја, не? Контакт немам. Еве га Крстов дека исто Шмара, Перица, дечко висок, еве га Саше Томиć, па ја, Кире, у простор работи, Жаклина, е ќерка била на Боровац, на Пласно што не бил. Ето Василка, жена, Гордана, Гоца, Сонја, Емилија, ова е била Емилија на страшета ќерка. Ема и ова исто се викаше до њум, Славица, Тања, у тетова е одадена, Душка, дивна, на Лесковачку седи доктор, што е муж. Доктор, кажи га, дивна жена му. Добро, не ми текне сет по момент. Она, Гоца, и у болница работи Радица. Веќе тој се гледал. Се по име може да се Дека сте биле пуно клас, скоро 30 деца. По 40 смо били у клас, да. Приближно 40, по 38, по 40, не знам, еден период 42, памту 42 деца имало у клас. Кој ти е био од овие што се учија, иако сви су биле другари, Другари, кој си сви- најси дружија дека од основна школа? Основну школу, туј смо најше дружиле, се ке ти кажу, оделе смо се едно време, Звезда, кој навива за Звезду, кој навива за Партизана. А тоа е било играње, што да ти кажу. Меѓу себе и смо се дружиле, сак да одвоиш некога, нема, ретко. Повише сте биле звездачи или партизановци? И мало е Тарабара, како да, Тарабара. да, Тарабара, да. Тачно да се направи екипа, да се игра и Звезда. Тоа е било пред школу. Ако смо попладне у школу, 1 сат ќе отидемо порано. Тоа е било играње. После школу, кога се заврши, обавезно играње па. Па и ако се деси неката, дешавало се у среду да има утакмица Звезда Партизан, пуно ученици Транзистор Да, и и слуша се пренос. слушале су пренос. Да, тоа е било. Тоа е било и знаеш, Нема традиција. и може да дојдеш да се скараш за утакмица и за Звезду, за Партизана. Па. Тоа е у училница, улегнеш на бивање, вика, Звезда, Партизан, па. Ај што да ти исто. кажам. Па тие су биле, те го Боровац. Тие што ти ги кажува Прегеска, тие су. Едино овдека Елена Боровац исто строг педагог, али правичен. правичан, она Она е трошила знање. Строга беше, она беше професорка по француски. По француски. Така. Овдек су исти што ти ги кажува од Прегеска. Да. Да. И сега ми сте си играле туја надвор пред школу. Пред школу, знаеш Тега што? сала не е била пуштена. Сала не е ни мало сала. Ту имаше дрва едни големи. Да, после се го пуштиле у Големи, браќа. ту имаше на куде сала што е, ту игра сме, ако немаш место, едни таму игра фудбал, едни овамо од овој страну сак што е кошарка направено, што за кошарку што има. И Да. мал фудбал туј што се игра, туј и тамо, и дрва имало големи тие огромни. После сала кад се прави, тоа се све и сече и се бутне. Али у тој време сме туј на земју играли. Прашина, колку сакаш прашина? Прашина, да, али дома отидеш и Прашина змие, што се тоа е. ќе ми купив панталоне од дома. Фармерке ја кога ќе отиду дома, бербата или ги исцепам. Да, да. Јас сум у почеток и бранија. Како голман сте биле? У почеток ја у тој кад почнамо по школу од 5 одделение 6, јас сам прво бија голман, па после почнав да Браво. играм, да. Сега во интересантно, ти си у средња школа учија куде? Браќа Миладиновци. Не, средњу. Средњу у земјоделско сум бил. У Којнаре. У Којнаре, да. Е, овдека има една слика спортска куде рукомет Тоа е сте Тоа е играле. била на браќа Миладиновци, ово е екипа била рукомет што сме играли. Да. Добро. Едино е тој улетеа овој како Манчо, порано што играше Маријан. Манчо што играше рукомет за Куманово. Манчо, да. Е, он улете тој покрај ово Мачо оно не покоен сега. покојен, да, они останава другари со Тони, ово е Тони Љата, еве што играше. Тони Љато увек имае талент и за рукомет и за ја све. и Тони смо биле на Димитара главни за рукомет. Ај кажи ги свите овдека, Мики, кои се? Па секој ту да ќе ти каже, еве Манчо, овој спомнамо га, Крсто исто Жмара,
Он е бие у цивилно, доше само да гледали се, сликае, можда е нешто бие, можда е нешто повреден, па не играе. Еве, ја, Зоран Миленковски, овој голман е бие, тега Саше Томич тој, Тони Лјато, Маце овој тој доле, Перица овој дечко, не, Буце овој беше помал едну година од нас, Аце, и овој е покоен одамна умре, Мирко. Добро. Мирко, Раце и овој Саше. Чукаре ги Какви сте имали резултати како рукометна екипа? Рукомет нема кој да не тепае порано од овие основци. Едино Крстем и Сирко имаше јако екипу. Јаква, аха. И Кој играше тега за Крсте? Памтиш ли кој играше? у Крсте памтуга Љуба. Кокошка што го вика, што Кокошка остана да игра Крила, рука. Љуба играше дечки, имаше добро екипу. Сега на слику да имам некој ќе ти ги кажа, ама сега да ми текне. Добро, од овие, еве ти што кажа, Кокошка што ти викам, Кокошка е бие. за овој слику, Тони Лјато после бина добар играч, Манчо исто, Саша тренираше кошарку. Тај сезона, кад завршивме 8 деление, сеќаш се у Куманово имаше 3 екипи рукомет горе у Соколано. Куманово 1, Куманово 2 и Куманово 3. Добро. Тепаване у разигравање едно у Кочо Рацин, Крстем и Сирков, тепане едно голо разлика. И они биднава прваци. Да, после И рукомет. се иде на тој, извини, на тој Зонско. Републичко, Зонско. Беме у Велес. Ја како играч од браќа направивам и слику, твоја слика од Крстем и Сирков, ова е ученичка книжка. Залепимо моју слику, научу ја како се викаш ти, беше за нима игра за Крстем и Сирков у Велес 3 дена рукомет. И там у финале изгубимо еден гол од Скопјани. Да се надоврши на мојот, значи после у рукомет Тони Лјато продолжи и Љубо што викаш ти, Да. Манчо, па после Горан, Манчо Ушле, добро постар, Горан Ушле, Кузе. Таа извредна генерација беше. Таа генерација е тој што јас сум с нима. Куманово, за тој ти спомна, Куманово 3 екипа, Искра. Куманово 3. Кад дојдеме од Велес, цела екипа повлечева го овие Чедо Черчил, так беше главан и овие рукомет. И повлечева го екипу треќу у тај друга екипа да е на Куманово, а ми сви дојдеме у тој време, ако се сеќаш, Рефлектори први пат кад турива у Соколано. Имаше и ноќни тие турнири, имаше и од Панчево и екипе прочуени, Да, и Звезда и братимени доваѓала. градови си играше Братимени и доваѓа со турнири, да. Така е. Рефлектори кад се у тај период ми дојдемо биднамо Куманово 3, сега ти кажу и тој. Куманово 3 биднамо екип. А ја тренирам и фудбал, страше ме одведе у 7 оделение. Страше професор, он ми е бија историју ми предаваше, а жена му раче хемију. Да. И гледаја тој по школу како играм, у 7 оделение, он ме одведе да играм фудбал. И сак иду од, да кажемо, сак тренинг, не знам у колко е, али тоа е било 3 сат, да кажемо, 3-4, помалку иду на тренинг фудбал, а у 6-7 сат на рукомет. Току вие опреметива дека иду на тренинг и таму, јас сам рукомет играе, многу рукомет сам бија. Еве ги овие што ги На кој спомнати. си позиција играе рукомет? На која позиција? Левога бека. Левога бека. Левога бека. Тони Лјато е бија централни. Централно. Ја и он решавале сме утакмици. Да. И други дечки да не ги подценусат. Не е била таа екипа само со двојца. Така е. Биле сте добар колектив во свак случај. Колектив, што да ти кажу, начело со професор Димитар. Димитар, да. Да. Ево се фотографии од Пелинце. Од Пелинце, тој друштво. Кој што века на слика, Ево, века враќе забележи. јас сам тој доле, Зоран, Ешко го вика смо на презиме, еве ga Моме Шумка, архитект што е саку општину, Горан Тупач го вика смо, менувачница Берза. Аха, Берза. Берза. Тупчо. Тупач. С брата му, они су двојца, он и Среќко брат му, а од другу страну бугарин. И брат му помина се, они су ортаци на менувачницу Берза.
Да, јави га Горан Личи. Горан си е тој и брат му Среќко, исто Среќко е работаја кој нас у Кожару, брат му. И они држи го ту менувачницу, Среќко е почнае брат му на Црновој што менјав дивизија, он е почнае меѓу први со Бугарина. Еве нова фотографија од Пелинце. Исто у Пелинце, ово е моја жена сега што е, девојка у тој време, сликани таму у Пелинце. Одморалиште Искра што е. Еве дека повише луѓе. И туј еве га Бугарин со менувачите што го е. Овој Драган Роска, Виолета ли беше овој девојка у тој време, Зоран Ешко, Ивица овој дечко, сак смо баџанаци, Јоце ево у милиција што е работае, Моме Шумка позади, тега Горан Тупач доле, Жаре у Козјак. У Козјак, да. Мој сталчер е Жаре, висок, да, Жаре. Он играше кошарку добро. Играше кошарку Жаре и ја овдека с девојката. Тај слика е исто. Ево, овдека Гулинце га приметуј. Сашо, па да, тие су слike све у Пелинце, Сашо тој сликан и Гоца девојката негова у тој време. И исто овие све тие, Јоце, Жаре, Горан, Моме, Шумка, тие сви. Тоа е било у Пелинце. Ево овдека Роска. По фризура га познавам. Драган Роска, да, Побро. Ја и тај Зоки, Ешко. И смо биле слушај тој друштво и мало добра екипа, али некако не смо се слажале по турнири. Сеќам се само еден турнир играмо негден заедно и после многу се карасмо меѓу себе. Ово е каде мене дома банкет у тој време, бивша Југославија, за у војску банкет. Ти кеш у војску? Да, ово е Ице, тај другари смо били од Малецки и они и Драган Рос. Запознае сам се со нима, страшекот ме одведе у игралиште. Од 7 дење, 14, од 15 години кажи да денеска смо заедно. Тој ми е сестра Роза, тај постара. Гоце овој дечко од Којнаре, отиде у Бор да живи. Там ли е Бор јоште? Покојен е сега. Покојен е сега. Драган Роска тега туј, јас сам доле и овој Буце, газда Лотос, у средина. Да. Дека ми беќари се куде Па njega. ми кажеш за средња школа у Којнаре, како е било? Па средња школа, Којнаре, Кој ти бија класа? Станковиќ, Ѓоко. Куќу имаше, седеше до Домјана, зад лепена куќа, до син му нешто ми се чини дека милицаец беше. Ѓоко Станковиќ, до Домјана, куќа му е била лепена. До Домјана. Што ти предаваја? Праксу предаваше он тамо, имаше радионица за пракса нешто тамо и тако е. А школски другари од Којнаре, кои су ти били од школа? Можеш да се сетиш на А некој? од школу, што ти кажа овој дечко Гоце што е у Бор, тој школски другар ми е. Со njega sam останаја да живу. Он отиде у Бор после, али биле смо куде njega, има слике дома и на свадбу ќеркуката од ова, биле смо куде njega у Бор и на свадбу с тие другари школски и мало ја дружиле смо. Други кој у тој време тренираше тај Фокс од Рајко Куќу, бокс. И он е школски другар, бија со мене, брат му Јово. Пуно сте биле, да. Тоа е било некое друштво такој. И таму имало у тој време имало е игралиште големо у земјоделску школу која што е сала сега. Да. За голем фудбал игра. Надимак е имала таа школа Каубојски центар. Каубојски центар у тој време, али ја не памтам и пред мене таму. Да. Како се га крстиле некои там, како доваѓале некои постари тие некои с Каубојски центар, знаеш што деца доваѓале од села с коњи у школу и останала Каубојски центар. Да, тоа е по тој надимак да било. По тој надимак нешто, тоа не ми е познато и мене баш тако е. Да се каже ни после средна школа отидеш у војско, така ли? 82 полагав дека за авто, 82 положи, 83 у почеток, тој беше меѓу класа у февруар. Отидемо некои 13 души меѓу класа беше од Куманово, таге бивша Југославија. Да, да. Меѓу тие што отидемо, Ромео Живич. Ромео Живич и он заедно у воз отидемо, само он беше негде у друг град. Ја отиде 13 февруар у Бања Лука. Јас сам шофер на
транспортери. И tu си бие цел Бања Рок. 3 месеца у Бања Луку, после прекоманда у Дуго село. Тоа е хрватско место да. пред Загреб. Пред Загреб, да. 18-20 километра има там Дуго село, Сесвете има. И таму сам бија до крај на ова. Али у тој време спортисти играше фудбал, некои дипломе не ги понесе да ги видиш, некои дипломе нешто овој, оној, па некои имаше тој еден полигон, они правеа, нема што да правиш, стара војска. И тој еден капетан играше рукомет с нас он таму. Србин беше. Што ќе правиме ми стари шофери? Слуњ, тоа е од Карловац горе, полигон, војни полигон. Градеше се и како радна акција, ми неколку шофери да не правиме гужву у касарното и да не немавав тие дежурни официри тамо вамо, ајде вика бегајте тамо. Па тамо се спријатели с многу од други градови. Тоа е од Словенија, појди намамо, Хрватска, Мало ли Кумановци. се с тебе Кумановци и у Бања Луку кои се били у војско и у Дуго село? Дуго село и мало е, али не многу. Като отиде тамо на тој полигон војни што е, Слуњ, таму и ратиште кад беше многу гадно Да. работа. Так се запозна многу и од Врање, од Лесковац, наши Кумановци, Кои се били Од с тебе од Словенија. Куманово, памтиш? Живачки. А Живачки, добро. Живачки. Он беше негден у Хрватску, негден тамо на крај. Дали у Хрватску, не може да се сети у Хрватску, знам дека имаше некој од Пивк, Словенију. Да. Имаше Кумановци тој што дојдева некој. Добро, не су биле по спорт многу они тук, по тој ти памтиш, имаше едно многу убаво игралиште мал фудбал. Направено, укопано у земју како трибине отстрано. Колко сакаш игре топка не може да избега на страна. А како војник, гледај си утакмици на Динамо Биелиш и Динамо На- Загреб? Имаше другар што беше многу блисак со њега, босанац дечко, Мостар или нешта. Тамо негде, другари бемо многу, имаш он роѓаци у Загреб и кад имаше некои добри утакмици со њега, ќе идемо прво на гости тамо куде негови роѓаци тамо. Али и у тој време, кад си бија војник, Али Динамо, да кажеме, некој тоа време имаја многу добро екипа. Динамо е било многу добра екипата. Мислам дека се Стар, играат тега Заец, Деверич, Млинарич, време, Млинарич, Стјепан Заец, Деверич, Заец центар халф. се тракалфа. Да. Заец. Он е бил и капитен и на Мислам дека и Гуман е бил репрезентација. Ивковиќ, така ли? Па не знам поединци да ти оделу, Али али Велимир Заец беше главен Велимир играч. Заец беше што ти знаеш он негово нека ти го фати топку, Изнесе го, да. изнесе не може, он е бил и капитен на бивша Југославија на репрезентација. Да, да. Да. И мало е, Динамо е било многу добра екипата. Па у тој време на Максимир. Максимир, у тој време су искашале, мислу, одрипале су Динамо Загреб екипа и Хајдук. И мало е други екипи, али они су биле у Хрватску Главни, да. главни тие. Добро, да. туја се спомне само Риека, евентуално. Риека али не имаше е. тој Риека, памти тој нин стадион Кантрида, тој уној Карпа позади. У Карпа. Карпа се тој гледа. позади што е Кантрида имаше. Да. Имаше екипа. У тој време и мало како не. Е, сега за твој фудбалски живот има многу да се збори. Фудбал, како почнемо да играмо од овој, викам ти рукомет, Еве прво викнаваме, ќе почнеме. викнаваме од рукомет, овие постари Мастика, сеќам се у тој време, Чедо Да. Черчил, викнаваме у тој време и да се определу дали ќе сакам да иду, като открива ја играше, кад тренираше фудбал и рукомет тренираше навече. Еве го, Да се определу едно. овоја фудбалска екипа. Тоа е фудбалска екипа тој време, да е на градски сликано. Да. Кажи ги кои се века на сликовите. Овдека су дојде како играч и тренер Павле Георгиевски, Зоран Неделковски, Демо, Зекири голман, ја, Бране Агиноселски, Борче Стојчевски. Овој кому беше малјаца кој не се сеќам. Виде овој голман беше и тренер, Манце од Речицу, Шмаки, Чеде Мечка,
Овој од Расус Митрички и Ѓорич. Дечко е бие добар талент за центарфора. живи во Австрија, Зоран он Ѓорич, он е сак 30 години живи во Австрија. У Австрија е Зоран Ѓорич, да на крај. Имае слух за гол, опасен играч. Имае слух и беше талент, мислу, за центарфора. Да. Да. Ѓорич. Таа Тренер би екипа, бие Павле Ѓоргиевски. Куманово, тој не се сеќам која година што. Дали е тој... Сега пред да го продолжиме овој сегмент на разговор, сакај ве те прашам дали си како дете можда ише или су те водиле на утакмици каде Куманово било у друга лига каде бие Петаковиќ. Татко ми ме водија една утакмица, с кога беше Куманово одлучуваше дали да се врати па у другу лигу. Пелистер. С Пелистер, И летки имаше кад авион. кружеше авион, 1-0 Куманово, 2-0 поведе ово, оно, на ту утакмицу татко ми ме водија. Али што да ти кажу, биле сме од овој страно пут што е асфалт, трибина веќе нема шансе да отидеш там. Помал сам бија так с татко ми, не мога ни да ме одведе тамо, гужва поголема. Од овамо сме улазале, тој се и карте продава со земја што го викамо ми, нема трибине од другу страну. Од тој страну татко ми ме водија. У тој време гледаја сам. Ден денес како Кумановци, сви кога да прашаат да вие постари генерација, викав дека фудбалска икона на Куманово, човек кој е многу да е Старејко. Старејко ти е легенда за кумановски фудбал. И њух за гол, и да саветуе помали играчи, и да, сек не знам зашто не продолжи он со спорт, да се бави, да изведе некои таленти што имало, например, у тој време, кад смо играле, Јанак, да ти кажу, тој моја генерација, 2 години постари, помали од мене, постари што су биле 2 генерации, полмалак што бие првак у Македонија у тој време полмалак. Јак помалак, да. Играле су Перица Покојан, еден од тие таленти што бија дечко од Режановци. Да. У тој полмалак. Ми ќе покажеме други слики од фудбал. Добро, ова е помлада екипа. Исто Куманово, да, тие што сме биле што дошле су после, еве га Али, туја. Моме исто од Агино село, Зоки Златановски, Борче кажа, Бране од Агино село, ја, Шмаки, Славе, тоа почна да игра, Зоран Неделковски. Помлада екипа од пред тој што го кажувам, еве голман овој, исто у Мегу работи куде Оливера, Буѓо беше активирасија, он беше активан официр, Шилео голман, Чеде Мечка, Митрички, Иво Покојан, шофер. Он бие и милицаец, остави Зекири, Манце, нешто како тренер, Јоско доктор, тој не бие го. Да. Видимо дале. Ова е екипа, како ќе ти послужи, ова е екипа кад формирamo Кожара. Ова е кожарска екипа, фудбалски клуб, големо екипа кад при фабрика јадек работеше тамо. Игра смо, добро, так беше ја у Куманово, директор 1 годину, 2, 3, запостимо го и Аркан. Аркан Јусуф. За Јусуф и Аркан, запости си он кој нас у Кожару и директор вика, мора да дојдеш 1 годину, 2 да направиме екипу, вика, голем фудбал. Они Кој се имаше... дека на слеко Мики? Овдека су ти Арс, овој бие полицаец од Режановци. Покојан до njega, кажи га да е Жике, Черкес. Добро. Тони Приличко. Дечко е еден од тие таленти у Македонија, у Куманово што е. Појде по некој пут он, Драганов дека Роска, Зоки Зупче и он, млад први некој беле тамо беше се обисија, там нешто ово. Од Режановци е ово дечко, овој Мадич голман, од Којнере, како ми имаше, стое нешто, да. Еве га Еркан, ја таку Кожару како тренер, а
А Еркана га туримо капитен, знаеш да, но овој теписи што продава испод Кобру. Добро. Боби. Боби? Не знам презиме како му беше. Даце Скочаич и ја. Да. Кој ти бие прв наступ официјален за ФК Куманово? Памтиш? ФК Куманово, Наум Бутевски дојде да ни биде тренер. Биле сме овдека по припреме с njega 1-2 години и у Кубу, док е била постојала хотел Куба овдека. Наум Бутевски од подмлак почна да не тура мене и Зорана Ѓориќа. Добро. У резерве и полака иде си се една утакмица у тој време, бивша Југославија. Играле сме и со војску. Војска имала многу, овдека што су били у Куманово војску. Меѓу тие што су били у Куманово, Канатларовски наш, од Драги. што е, он играше у Звезда, а беше у војско овдека, у Куманово. Имало е пуно играчи и од другу лигу, ти бивша Југославија, што добра екипа на војско. И бева закажале, тамо и ки играмо. И у тој време Наум Бутевски, покојан, сега, јаде центар халфот позади играше и вика, дојди вамо. Ке идеш, дужност е твоја, само Канатларовски да го држиш, али вика не смееш да го пипнеш ни со прст, не со нога. Зашто? Вика, он е професионален играч, njega не смееш да го пипнеш. А тој пија помладак, физички добро спремен. Канатларовски не може ни топку да прими. Он му го даде, пресечеш го пред njega. И Наум Бутевски од ту утакмицу улегна и на овие, на управо и на овие, кажа, вика, овој дете го чувамо, вика, за мене у резерве, не го пуштамо да игра, а може да игра у прв состав. И од ту утакмицу полак. Кој година е било тој Мики? Година, Не може да се сетиш. не може да се сету на година може да се сету. Не сум запишувај на Имај си колко прилike, 20 години си имај сигурно. Имаја сум 20 години, да. Еве друга И фотографија. после имаше играчи Куманово, имаше и од страна од Скопје, имаше пуно играчи. После у тој период, да ти кажу право, пуно и постари играчи како Жике Цепле, што е Шонја, отидева у Чик, ради тој што дојдева у Куманово многу играчи од страна. Сако они ги плаќа, мора да они да играв, а ти како подобар од нима мора да седиш у резерве. Отидемо Чик екипу го напримо болја екипа него Куманово. У тој период Кулј, што играше стар. Боре Кулј, да. Боре Кулј, Жике Цепле. Драги Шонја. Шонја, драги Шонја. Тај сви Патља, Зоран Патор. Добро, они играли. Не, фати он по некои приватни работи да работи там нешто. Човек запосли се на железницу. Не играл многу. Овие, например, да ти кажу, и Зекири голман, и Еркан, и боле екипу, например, у Чик, и у тој период после не водива и Чик како фабрика, водиване на припреме бе му у Крушево. Што ја каже за Драгите Шонја, многу интересантен фудбалер. Талент, Не виде. да споредиш како нюх што има Панчев за голови, друг у Македонија може да е Шонја. Драги Шонја. Неверојатно, нема простор ќе одигра. За гол. Да. И И лева и десна, све. И мал фудбал кога су играли, они су имале многу добро екипу. Барац. Да. Барац. Нема мал фудбал да е некој болje бие у Куманово од Барца. Еве правиме уште ретроспективу. Ова е следеќа фотографија. Овој, ја не сам играел овој состав. Овој памту дека ја резерва помал беше, овие су постари по 2 генерации, 3 од мене. Ја у резерву, а овие Тони Прлич, овој Тони Брклага, вика смо, Зекири голман, Патор, Благе, овој дечко отиде, ми се чини у Белгију на работу и не сам слабо. Един од талент што ви спомна прегаска од Режановце, овој Перица од Режановце, туј Сашо Гулинац играше, овдека Мадиќе бие голман резервни, Джелјал доле, Дула, Владо Пивоваров, Ранчич, тие су дека. Ова е екипа и
малку пред нима, што е била за годину пред нима, била е помладок на Куманово, бие првак у Македонија. Так. Браво. Еве што ова е слика од тој период. Ово е, да, ово е утакмица на градски почеток. Ја мислам дека ова екипа десно, Елро имаше тага добра екипа од Кавадарци. Прва екипа на Кавадарци беше тој Тиквеш, ова е втора екипа, сак не ни постои таа растурена, одека... Да. Одека Митрички, Зекири, ја, Златановски, Чеде Мечка, Дуде, Лубура, Бране, Борче Стојчевски, Али. И ово е Слаѓан так почна у тој период да се игра у екипу, мора да уведеш до 21 годину двојца да игра. Колку време играте у Куманово? Све на све кад собереш 10 години активно у Куманово. Зашто имаја сам после и 1-2 години Кожара като темо да играмо. У Паланку беше... тој кога се играе Куманово, извини Мики, Куманово тега било Републичко лига, не е Републичка Македонска лига. Да, не е било друго лига, што е била испадна после. Ја кад беше у војску, Мисло испадна време на Петаковиќа. Петаковиќ пред мене он бие. Да, и Качунковиќ после беше. Да. Имале смо ми Павле Георгиевски, Наум Бутевски тренер. Менјава се пуно. Имаше га од Кавадарци еден Малинков. Малинков. Джиджи што играше у Вардара. Илиевски Джиджи. И он беше еден период, 1-2 години, па и 3 може да бие тренер. Кога си највише научија фудбал во кој да те влегне у... Па слушај, од тие Джиджи беше добар и Наум Бутевски. Бутевски, он беше потекло од Битол. Битолчанас, да. Добри су били сви. А страше те увеа Страше ми е увеа у фудбал, он е добар стручњак, али он е млади од помлак. Се голема традиција у Куманово е било да се организираат тие турнири на отворено. Ти си исто бија добар играч и на мал фудбал. Тоа мора да се каже. Еве ми, ај прво ќе почнеме од овој фотографија од спортску сала. С тој време сала кога се е пуштила во 70 години, увек имало турнири. Сала кад се пушти, кад се направи наша спортска сала, имало е турнири. Има смо некој екипу, ја и пред тој мал фудбал, преку извиднички дом, сак не ни постои. Извиднички дом. Испод Стопанску банку во десно страна, извиднички дом. Едно време има смо чланови учланимо се у извиднички дом, само ради тој направимо екипу Ајакс, викаше се мал фудбал. Ајакс у тој време. Овај слика е у спортску салу, овој су све дечки помлади од мене, ја што сум бија 1 годину постар од нима. Овој е Даце, добро, Даце едино бија постар од мене, 61 или 62 е Даце. Скочајќ. Он настави игра кој денас у Кожару и настави после како тренер. Не како тренер, како судија, што и еве га сега е достигнае у фудбалску федерација там на нешто. Македонија. Да. Кој се вдека настапува? Овдека има, тој ставимо га у тој време Свилар, Томе Свилар како тренер, ја до njega, виде овој дечко голман, меѓу таленти е бија добар голман, он можеше, знаеше и да игра фудбал, али беше боле голман беше. Даце Скошај, добро, овој Славе, тој брат му, тој сликале се некој, Трајче покојан, и Трајанче брат му. Трајче работае у Стопанску банку, али изгуби живот многу мал. Млад. Да. Многу млад. Он беше полутка Трајче. Трајче полутка, Јоце Торба остана му име од Светлину. Сак такси вози, Чеде Мечка, Али, тој доле. Тој екипа е била, так го крстимо, Даце дојде од војску, он беше плавац у, не знам тамо куде беше у плавци, куде имаше у Смедерево, Сомбор. И тамо по теја мал фудбали, некоја екипа била Мостарски кише, босанска екипа, али растурала, и дојде и ми се покрај тој име туримо Мостарски кише. Такој си викаш на тоа. Ова е илустрација, у Соколано са турнири биле увек пред
Puno publiku, Ovo je пред пуни трибине, mal fudbal. ovo je пред почеток, али ovo je екипа била на Кожару. Koje su Ovo je ovdje? фабричка екипа. Па, овдека Емилчо, Донев Емилчо, Драган голман, Еркан, Јоце, Бурхан судија што е. Ја доле сак сам малко различит у друг дрес, зашто ставига тој дрес на ограду, беа ми го докачиле некои позади, не е битно. Саше на Даншо брат Орце. Даншо фудбал што играше касап, Орце играше Столево е дечко и Вацево е на крај. Тој е фабричка екипа и сви се работали у Кожар. Данчо Ангеловски, да. Даншо Ангеловски, Орце играше и он. Ево беше една слика од Соколано. Од тие незаборавни турнири у мал Ово фудбал. е кафич Бескат постоеше, Славица Газдерица, на Драпа, што ќе дојде она некоја стрина, да. Она так, овоја екипа е Карап мала, али дојде ја да играм за нима, Борче, и сак не знам по кој основу овдека Ѓоко го нема. Ѓоко Брадоња го вика смо центарфор. Инспектор што беше. Он го нема, иначе одека те у Славица, Драп, Жике голман и беше, Боди, куде гимназију седеше, Карпош, прочуен за мал фудбал, Борче тега, тој Трајчево и у пошту работеше, а остави ја и Моче, стандардни Моче, и ово е водија не и како голман ја бија Сречко, ово е на Елиду. На Елиду брат. На Елиду брат Постар, адвокат беше, беше, да. Сега. И тоа е. Још слика. Ово е иста екипа, истата екипа, кажи га доле Карап мала, ми што смо играле у туј екипа, овдек што ти ги спомна пред тој само Джингис од Седмицу. Njega ga vikava tak da igra i on za nas. I Kao pojačanje. Kako pojačanje, dobar беше и он за мал фудбал и у тие екипи имало многу тако. Она Карап мала пред Товија, она е била екипа Столе Главче што играе, тој е Шалке 04. Да. Тој е попрочуен Карап мала. Кај овој закачени сте негде? Ово е на припреме што ви кажа од Куманово кад предемо у Чик. И ово е на припреме у Крушево, пред хотел Монтану тамо на припреме, у njega спие смо и има тој слике што смо сликани цела екипа и има тој ево јас кога сам се сликае с голманот Зекири. Да. Тоа е пред хотел Монтану. Сега паралелно с твоја фудбалска кариера, ти си работаја у Кожару. У Кожару сам работаја. Проведе си доста години Сад тамо. не се сеќам која година, тоа е млад бија сам сигурно пред да се запослу. Имаше период, играе едну годину Радник екипа Сурдолица у Србија. Радник, да. Тоа е било јоште бивша Југославија, тоа е било треќа лига. Имаше јужни и северни дел тамо, али тоа е било так многу јако. Да, тоа е било по региони е било, да. Региони, тоа е јака предрастурање на Југославија. Играе сам и тамо игра едну годину. И tu имаше малко проблеми с Укуманово, па не ми дава своја Ѓоце секретар. Тражу исписницу, тоа е бивша Југославија, не можеш да правиш другу регистрацију тамо, ќе отиде в бодови и на Куманово и на овие. Тражи регистрацију, не ми давал. Тражи регистрацију, не ми давал. Ѓоце што бидна, вика чекај клуб, так беше Борово позади, на спрат томбола која што беше. Састанак да има, вика да пиши молбу. Па напишу молбу по трети пут. Ништо не ми одговорива. И сак може да кажу, али добро, време е прошло, не може никоја ништо. Отиде у Сурдолицу и там направи регистрацију другу. А вама сте играли исто у Бентомак у Паланку, тако ли? Паланко игра у Бентомак. Па добро, сак не знам каква е екипа тамо, само можда се пофалу дека у Македонија меѓу бољи игралишта има сва у Криву Паланку, што и денеска е такво. Многу добро игралиште. У Криву Паланку. Играмо тога, па тоа е било негде овдека кад го измислива некоја треќа лига у Македонија. Шмеки имаше добро екипу Шмеки, да. од Романовце.
финансира добро и знам дека една добра утакмица там се одигра у Паланку со снима. И добро, болја екипа беше од нас Тепаване тамо. Али ту има да не улазам у тој разни работа. Кој година се примија у Кожару на работа? Ја у Кожару сам примен 86. Кратко си работаја до 94-то ли? Она после пропадна Кожара, нели? До 2000-то. До 2000. До 2000-то и Кожара, па иде и тамо со тога стечајног управника. И там проблеми, ја беше председник на синдикат. Еве ми да покажеме Да, од тоа Кожару. има некоја слика, тој крводарителите ги у Кожару. Пости колеги од работа. Кожара, овој, покојни су. Тој Можете ни кажете кога? Даце, ја, Миќо од туда. Овој не сеќам како беше. Славче, Даце, Ајет, да, Ајет. Овој не знам како му беше име, не може ми текне. Ти кога се примија у Кожару, тажа директор бие Поповиќ. Кожару 86-ту, ја кога сум запослен у Кожару, од прв дан Поповиќ и Драго Љупе бие директор и доке фирма работала, он бие до крај директор. Еве ше една слика, ово е исто од Кожару. Ово е од Кожару, крводарители, али ово е слика у Крушевац. У Крушевац смо биле кад го бомбардирава НАТО Србију, да давамо крв тамо за доброволно да давамо крв у Крушевац. Ова е слика у една ресторанче Карши Рубин фабрика што е за овој у Крушевац. Одека ми ги имам уште некои слики. Овој има, овој ти е жена, другачка њојна, мој баџанак што е так другари смо биле, моја жена близначки су две. Ово е сликано некоја нова година у Лотос. Уде буцето у Лотос, у кафана. да. Кафана Лотос у... Она не работи, уде скоро 20 години не работи. Сад не работи, више од 20 години. Многу давно. Буце, газда го имаше у некој слику Да, тој. покажам. Буце, он не знам сега там што работи, дали у пензију, дали беше чуја дека отише да вози некои камиони сак нагоре да работи. Да. Овој су мои ќерке две. Кад се биле малецки, после ги покажам кад се биле Мали кад се биле две ќерке, да. Кој се вика вони? Ивана постара и Рената е помала. Ово е у село куде е мојега деду, на моју жену татко што е родители, унуци мои две ќерке и на баџанака ми син. Овој камиони, он дедо ми е бија цел живот с камиони, с комбаи и по тоа е прочуен Ранко. Ранко Дртко у Негоричина. У младо. Добре, малку ова е аутентична слика. И исто тоа е исто у Лотос. У Лотос тамо. И мало увек гужва Лотос. Лотос увек е било, тој се паре су тие направени, па после прави буце другу салу, увек свак вечер тоа е било пуно. И она таа е меѓу една кафане што е меѓу добри што работала у тој време. Сега на свакого човека најдраго, најмило му е кад деца ожени одаде. Да. Еве, тоа е слика на постару ќерку Ивана, свадба кад е правена и тој пред да искочи од дома, тој сликано дома, куде мене е дома, тој сликано. Има тој некои слики, тој некој што сам земаја, тој на Тупан, куде се качуеме од Челик, Челик, куде тој на свадбу, тој Челик, куде чука, качуј се вика на Тупан, немој да пукне, нема да пукне, вика, качуј се слободно. Тоа е исто, тој пред свадбу на овој постару, исто само супруга моја. И ја и две ќерки. Супруга работи ли уште как? Или Супруга деси се у инвалидску пензију, некој операцију од тие модерни болести. Операцију први пред едно 5-16 години. Добро е за сега. Инвалидску пензију извади тога и саке у инвалидску пензију, а иначе јас сам 63, она е 3 години помал од мене. Добро, Мики, да го финишираме разговор, проде сад време. Иде брзо време, да. Да, кад повлече црте, прошли се многу години, што ти на тебе фудбал даje в живот све?
Слушај, фудбал, да ти кажу, у Куманово, пријатели прво, и непријатели у фудбал. Имам покрај тај спорт на некои судија, например, што за некои утакмица там да мести, да оноди, што не ги праву муабети дон денеска. Ради тија, да се мести утакмица, едино е било куде мене, што не може да поднесуте. Може да изиграм едно полувреме да некои утакмицата која, например, на некога, деси се таа една утакмица на еднога, не ги именуju, Силекс беше, бемо исто, не Чик, так беше Чик, Силекс, кад почна да прави добро екипу, Баджанак ми прави свадбу едну годину пред мене и бева ме тражиле, немаше мобилни телефони како тие, на фиксни, да местимо некој утакмица за Силекс. Да дојде овдека, да ги дадемо тамо, да не идемо све у детали, али бева го преместиле, Топлак тренер беше, Благе Георгиевски, он беше тренер, не да дознае нешто од овој, али требаше да помогнемо на Силекс, еве такој другарски, на ништо, јас само што се запослив у Кожару и директор кој да нас реагира на тој, на Зинга да му помогнемо, вика, требаше бодови овдека да ги дадемо, таа екипа некоја од оздола беше, доваѓаше овдека, да ги дадемо ми бодови овдека, Силекс иде другу неделю тамо у гостување на тој екипу, да ги даде бодови на Силекс, али знаемо го утакмица е попладне. И викам ga Зорана Патора, ајде, иде смо так на ручак у Чик, у Мензу, у фабрику. И викам, ајде да дојди да те зему с авто, и викам и кидемо на ручак. Што кидемо, вика, они го играле утакмица у 10. А ја немам појма, ја на свадбу навечер, у Кубу дале беше. И еден беше од тие судие, и дон денеска не правам објас со тоа. И тие такви утакмици, некои наместени, на овај, не само ја, ретко не може никој, свак не може тој да издржи да игра. А од фудбал што викаш, останало ми е на прво место пријатели. У тој време кад смо играле, не е како сак да имаш некој интерес, па ќе дојде, ќе тражи уговори, подпишуеш, па ово, па оно, па да... У тој време од срце и од кеф, од мерак се играло и меѓу тие играчи сам бија таков еден темперамент мој, знаевме овие. По оштар играч сам бија, друго е оштар, друго е груп. Да. Ја у живот немам на ниеднога играча што сам играе. Например, на ми некој повреди ногу, руку, или ја на некога, не. У живот не, а е таков сам бија. Или пораз, да изгубу утакмицу, ја не може да поднесам. И еден сам бија со тие жути картони што сам меѓу највише добивае жути картони, и еве и у Сурдулицу што сам играе, такој заврши ми кариера, доби црвен картон там на едно дерби. Postoji mesto gde se tradicija čuva, a budućnost stvara pred našim očima. Mesto koje ide u korak sa vremenom, dok priroda ostaje netaknuta, pružajući mir i avanturu. Ovde svako može naći svoj kutak, u urbanom ritmu svakodnevice ili netaknutoj prirodi. Mesto susreta generacija, gde se stare uspomene obnavljaju, a nove stvaraju. Dobrodošli na Zlatibor. Tradicija u srcu, budućnost u svakom koraku. Да, Мики, фала ти што беше гост, после кој ти е многу здравје, успех и на тебе и на твое семејство, и да се видиме. Фудбал е широка тема у Куманово, али надамо се и веруемо дека доаѓа болji дани за фудбал у Куманово, и тоа ќе се види за многу брзо време. Да се надамо, фала и на тебе на покану, поздрав до своји гледачи и па што да поновимо, нека е среќна нова година, желбе да се испуни на сви што ги имав, не мора сви 100%, 80% не ги се испуни желбе на народ и така. Фала ти шен пуда.
Толку Фала за и на денеска, тебе. поздрав од ресторана Уроспа и се најбоље.